Најново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Останете со нас. Неправилно држење на телото, рамни стапала, прекумерна телесна тежина и оштетен вид. Последниве години се најдени дури кај 80% од учениците во Тетово. Дневно не повеќе од 45 минути на компјутер или таблет и барем 20 минути корективни вежби се препораките на лекарите. Ако некогаш кај 20% од децата на училишна возраст при редовни систематски прегледи било констатирано неправилно држење на телото, рамни стапала, прекумерна телесна тежина и оштетен вид, последниве години дури 80% од учениците имаат некакво отстапување од нормалниот физички раст и развој. Тетовските деца можеме да кажеме дека го следат трендот воопшто во Македонија и можем да кажеме и воопшто во светот. Значи, се повеќе деца имаме кои се со деформитети на рбетниот столб, на градниот кош, рамни стопала. Со видот исто така, значи имаме се поголеми нарушување на видот. Имаме проблеми со прекумерна тежина, со премала тежина помалу, но и има и такви екстреми. Се поредко среќаваме деца кои имаат нормална телесна ухранетост. Порано од сите деца што ние во текот на една школска година сме ги прегледувале, значи негдека можеби 10% биле само со искривувања, односно уште 20% од нив биле со неправилно телесно држење. Денеска таа бројка, да кажеме, на формирани деформитети, како сколиоз, искривувања на рбетот на страна, односно кифози, подгрбавеност, ги имаме, значи, отприлика процентот е тука, приближно околу 10%, но процентите на неправилно телесно држење се зголемуваат се повеќе и повеќе. Може да се каже дека дури може би 80% од децата имаат неправилно телесно држење. Добар дел, значи може да се каже дека секој второ, односно трето дете има рамни стопала. Причините за настанување на деформитетите на рбетниот столб и стапалата се многубројни, а последиците може да бидат не само естетски, туку и здравствени. Па така навреме нетретираното неправилно држење на телото преминува во деформитет, а истиот во подоцнежни години е причина меѓу другото за појава на спондилоза и низа други болести. Причините за тоа се слабата физичка активност, односно може да се каже и речи си никаква физичка активност. Сведоци сме дека особено во нижите класови во основните училишта, часовите по физичко воспитување се заменува со други часови, што за жал не би требало да се случува. Всушност, тие 2 часа кои се предвидени со програмата се и недоволни за да тоа дете го постигне оној нормален телесен развој. Една од причините и на тие неправилности на рбетниот столб се токму и тешките училишни чанти, поготово ако родителите не им посочат на своите деца дека треба да ги носат на двете рамења, значи не само на едно рамо. Потоа долготрајното седење на лаптоп, на компјутер, на таблет, на мобилен, значи сето тоа прави да тие деца застануваат во една неприродна положба која на организмот му прави дополнителни проблеми. Една група на мускули е постојано под напор, па потоа децата чувствуваат болки во рбетот. Доколку кај ученикот се утврди неправилно држење на телото, треба што поскоро, а најдоцна до втората година средно образование да се започне со корективни вежби, за да се превенира појава на траен деформитет. Но како што потенцира доктор Костески, наместо да се лечи, најдобро е да се спречи. Родителите ја имаат клучната улога. Да не им дозволат на децата долго време да седат на компјутер, на лаптоп, на таблет, да и самите тие да им посветат поголемо внимание на децата, па доволно е да излезат со децата од кога ќе ги завршат своите работни обврски, односно
напише домашните задачи, се спрема за наредниот ден, да излезат со нив макар не една прошетка, а ако имаат можда, значи тие истите деца да се занимаваат со некој спорт, како добар спорт можеме да ја посочиме одбојката. За жал не можеме да го кажеме истото за пливањето, бидејќи знаеме дека во Татово постои затворен базен, каде што во текот на целата година би можело да се спроведе. Иначе пливањето е најдобриот спорт кој ги ангажира сите мускули и кој помага во правилниот развој на детето. Па јас често пати го спомнувам Бил Гейтс, значи основачот на Microsoft. Тој на своите деца им дозволува дневно по 45 минути да бидат на компјутер. Токму од таа причина, за тоа неправилно држење, за тоа штетување на видот, знаеме дека секој монитор, секој компјутер има одредена доза на зрачење која, сакале ние или не, неповолно влијае на видот и му прави пречки на видот, па да не се доведеме до таква ситуација. Најдобре да се придржуваме на неговите совети, бидејќи самиот е свесен колку тоа штетно влијае на развојот на децата. Како што не информираше доктор Костевски, Сдруженијето на лекари по училишна медицина уште пред 10 години го предвидело проблемот и барало воведување на повеќе часови по физичко воспитание за учениците по теркот на европските земји каде таков час имаат секојдневно. Освен ова, доктор Костевски укажува на проблемот со неадекватниот мебел во училиштата, каде истите клупи и столчиња се користат и за најмладите и за најстарите ученици, односно неприлагоденоста на висината на телото со подлогата за пишување и седење. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Расте бројката на заболени од грип на подрачјето на Гостивар. Во епидемиолошкото оделение регистрирани се околу 280 случаи. Лекарите очекуваат вирусот да се шири интензивно и во наредниот период. Грипот се шири меѓу гостиварци. Ако на почетокот од годината имаше само неколку случаи, сега неделно се регистрираат и по 130 заболени лица. Лекарите очекуваат бројката и натаму да расте, со оглед на тоа дека овие месеци вирусот најмногу напаѓа. Последниве недели се забележува евидентно зголемување на бројот на заболени лица од грип. Ако во првата недела од јануари се регистрира само еден случај, во втората недела веќе се регистрирани 50 случаи, во третата недела 90 и минатата последна недела од јануари се регистрирани 136 случаи на лица заболени од грип. Или вкупно, за јануари, регистрирани се вкупно 277 случаи на лица заболени од грип. Кога зборуваме за статистика, треба да напоминам дека секако ова е официјалната статистика, но бројката е сигурно поголема, затоа што еден дел од заболените не се јавуваат на лекар, па со самото тоа и не се пријавуваат. Еден дел од заболените се пријавуваат по други диагнози, а еден дел и не се пријавуваат. Но како и да е, очекуваме во наредниот период бројот на заболени лица од грип да интензивира. Епидемиолозите велат дека вакцината е единствена ефикасна заштита од грипот. На подрачјето на Гостивар сезонава против вирусот се вакцинираа 1100 граѓани. Оние кои не примиле вакцина во периодот на забрзано ширење на заболувањето треба да ги почитуваат општите мерки на превенција, препорачуваат лекарите. Сите оние кои што не примиле вакцина треба да ги практикуваат општите мерки на превенција, а тоа се консумација на поголеми количини на топли напитоци и витамин С, земање на зголемени количини на витамини и минерали преку зеленчук и овошје, избегнување на места каде што има голем број на луѓе и со тоа се избегне ризикот за заразување,
често проветрување на просториите и оптимално загревање, а на хронично болните лица им препорачувам редовно да ја земат пропишаната терапија. За сега во гостиварскиот регион пациентите заболени од грип поминуваат со полесна клиничка слика, без компликации и нема хоспитализирани лица. Сепак препораките остануваат граѓаните да не се лекуваат на своја рака и да посетат лекар ако почувствуваат симптоми на грип. Општина Тетово преку 2 инвестиции го подобрува квалитетот за престој на дечињата од градинката Младост. За време на посетата на градинката, градоначалничката Теута Арифи им додели решенија за работа на десеттина вработени. Инвестирањето во градинките е вложување за најмладите. Општина Тетово преку 2 инвестиции го подобрува квалитетот за престој на дечињата од градинката Младост. За да види како течат работите, градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи денес го посети објектот на градинката во близина на фабриката Тетекс. По срдечниот пречек приликата беше искористена и за доделување на решенија за работа на десеттина вработени во градинката. Особено сум денеска задоволна со фактот дека сум кај градинките со неколку добри причини. Едната од нив е доделувањето на решенијата на работа на уште 10 вработени врз основа на Законот за трансформација на работните места, што за нас е многу битно, имајќи го предвид фактот дека со комплетирањето на статусот на вработените, нормално дека можеме да сметаме и на подобро и поквалитативно работење. Нови прозори, реконструкција на покрив. Двата проекти ќе донесат подобро секојдневие за децата од градинката Младост. Едната е промената на сите прозори кај градинката Тетекс 2, што во однос на изолацијата и во однос на одржувањето на температурата е една голема предност за децата и за вработените, и реконструкцијата на кровот кај старата градинка, која беше една стара долгогодишна главоболка, која со задоволство сакам да констатирам дека ја решивме. Двете инвестиции заедно надминуваат 400.000 денари и ние ќе продолжиме нормално да ги поддржиме нашите институции, што повеќе домакински да работат, затоа што со домакинско работење можеме да добиеме ваков буџет за да можеме истиот да го вратиме преку зголемување на стандардите на работењето. Сакам нормално да и се заблагодарам на директорката, на сите вработени на градинката тука за нивната работа и нормално дека наша задача е да ги поддржиме, имајќи го предвид фактот дека се работи за деца кои го поминуваат голем дел од нивното време токму тука. Па мислим дека треба вака јавно да и се заблагодариме на градоначалничката за нејзината грижа која ја покажува за нашата институција, каде што знаеме дека ни требаат уште многу работи, но штом вака полека се покажува дека ги подобруваме условите, рачунаме дека у пократко време ќе бидеме многу добри институции, со добри услови. Моментално во свите објекти имаме 704 деца, каде што се згрижуваат од 104 вработени, но очекуваме дека до 2 септември ќе имаме поголем број со отварање на нови групи и центри, за кои се заложува и градоначалничката да биде отворени во накраток рок. Работните активности се искористија и во насокар на реновирање на кујната во состав на градинката, а во која се подготвуваат оброци за социјалните групи. Во склоп на оваа градинка се спрема храна за 100 социјални особи, каде што можете да видите дека уедно и во таа кујна се реновира во благодарение на општината Тетово, и сега ќе можеме уште подобро да им се спрема храната и да им се доделува така како што треба. Редовно си идат, значи секој ден идат, земат припремена храна, додека во петок им се дава ланч оброк за сабота и недела. Започнато е од Министерство за труд и социјална политика, но во разговори сме и со градоначалничката да и општината продолжи во вакви проекти. Денешната посета на градинката Младост, тетовската градоначалничка Арифи ја искористи за кратка средба со децата.
3 повредени лица, од кои едно потешко е билансот на двете сообраќајни незгоди случени во текот на вчерашниот ден. Полицијата бележи зголемување на бројот на сообраќајки минатиот месец во Тетово и Тетовско во споредба со истиот период лани. Билансот на вчерашните две сообраќајни незгоди е 3 повредени лица, од кои едно потешко. Првата сообраќајка се случила на автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката за камењане, при што патничко возило Голф управувано од 60 годишник од Горно Седларце загубило контрола и излетало од коловоз. Од излетувањето возачот задобил тешки телесни повреди и со друго возило бил пренесен во Тетовската клиничка болница, од каде итно е префрлен на скопските клиники. Извршени увити се утврдуваат причините за излетувањето, а вкупната материјална штета во оваа незгода се проценува на 300.000 денари. Втората незгода се случила на локалниот пат Брвеница-Челопек, во близина на мостот на Вардар, при што патничко возило Форд Мондео што го управувала 25 годишна жителка на Нераште, поради неприлагодена брзина излетало од коловоз и удрило во блиските дрвја. Возачот и сопатничката во возилото на возраст од 30 години од истото село задобиле повреди и по укажаната помош во Тетовската болница пуштени се на домашно лекување. Причинетата материјална штета се проценува на 50.000 денари. И на куминатиот месец јануари во Тетово и Тетовско регистрирани се вкупно 58 сообраќајни несреќи, или 10 повеќе во споредба со истиот период лани. Во нив едно лице го загубило животот, една несреќа завршила со тешки, 20 со лесни повреди, а во 36 причината е само материјална штета, која вкупно се проценува на над 2.700.000 денари. Најмногу од несреќите повторно се случиле во населени места, 33, како и 25 на отворен пат, додека сообраќајно најризични натаму остануваат Тетовските улици и автопатот. Најчести причини во периодот за кој станува збор се неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, 18 такви несреќи, неправилно вршење дејствие 6, недавање првенство 5, недржење растојание 2, недржење страна 2 и така натаму. Во овој период исто така регистрирани се 12 излетувања, односно излетувања од коловоз, како последица на неприлагодување на брзината според условите на патот, односно пребрзо возење. 4 несреќи биле предизвикани од животни, 4 соучесници пешаци, 10 удирања во паркирани возила и друго. Најбројни меѓу животните предизвикувачи на несреќите биле кучињата бездомници, кои неконтролирано се движеле, пред се по автопатот Гостивар-Тетово Скопје, како резултат на нефункционалната заштитна ограда долж оваа сообраќајница, информираат од СВР Тетово. Полицискиот билтен регистрираше измама на 76 годишен жител од гостиварското село Речане. Синоќа полициски службеници лишиле од слобода косовска државјанка која нелегално престојувала во земјава. 76 годишен жител од гостиварското село Речане вчера пријавил дека бил измамен од засега непознато лице. На улица Линденска, во близина на поштата во Гостивар, го пресретнал непознатиот, го поздравил, започнал разговор со него и му понудил да му посредува за да го средине внесениот работен стаж, за да може да му се зголеми малата странска пензија. Измамениот му поверувал на приказната и веднаш му дал 150 еври лична карта, за да му ги обезбеди потребните документи, додека непознатиот му ветил дека брзо ќе се врати назад, но тој воопшто не се вратил. И старецот тогаш сватил дека е измамен. Се преземаат мерки и активности за идентификување и пронаоѓање на измамникот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот на улицата 120 во непосредна близина на Тетовскиот зелен пазар лишиле од слобода 40 годишна жителка на Косово, која непријавено престојувала на подрачјето. Приведената косовка пред близу 2 месеци легално влегла во нашата земја, зашто се уште имала активна забрана и по задржувањето во полициската станица Тетово. Денеска наутро, таа е предадена на секторот за прекуграничен криминал. На програмата на телевизија КИС денес со почеток во 17 часот и 30 минути ќе емитуваме репортажа од одбележувањето на празникот Свети Атанасиј Зимски на Тетовското Кале, како и во населените места Брвеница, Долно Седларце и Требош.
Железницата останува приоритетен транспорт за мигрантите. Поради нивниот намален број ќе се обраќа само еден воз дневно, а другите ќе ги транспортираат приватните превозници, такси, возила и автобуси. Тоа е заклучокот од седницата што синоќ ја одржа кризниот штаб при Центарот за управување со кризи, информира портпаролката на ЦУК Надица Вачкова. Одлуката на кризниот штаб е времена мерка и зависно од бројот на мигрантите ќе се утврдува и бројот на возовите што ќе ги превезуваат. Приватните автобуски и такси превозници од општина Гевгелија денеска отстранија барикадата од пругата кај мостот на Сува река, со што се нормализира и транспортот на бегалците од Гевгелија кон Табановце. Одлуката за деблокирање на пругата на која превозот на мигрантите беше стопиран веќе петти ден уследи посиноќешната одлука на координативното тело за справување со кризи, кој донесе одлуки за превозот на мигрантите. По денешниот состанок од Сдруженијето на приватните превозници информираа дека според договорот автобусите и такси возилата рамноправно треба да ги превезуваат мигрантите, со тоа што возовите ќе вршат транспорт преку ноќ, а такси возилата и автобусите дење. Од Сдруженијето на приватни превозници нагласуваат дека оставаат простор во наредните 10 дена да се види како ќе функционира донесената одлука и договореното на денешниот состанок. Телото на еден италијански студент кој исчезна минатиот месец во Египет е пронајдено во Каиро, соопшти денеска египетската полиција. Џулио Реджени, 28 годишен, беше прогласен за исчезнат на 25 јануари, откако излегол од својот дом во каирското предградие Гиза за да се сретне со еден свој пријател, но никогаш не стигнал на средбата. Неговото мртво тело е откриено на периферијата од египетскиот главен град, полуголо и со траги на тортура. Реджени е дипломец на оделот за меѓународни студии на Универзитетот во Кембридж, но бил ангажиран како визитинг предавач на Американскиот универзитет во Каиро. Двајца осомничени исламисти се уапсени денеска во Германија при серија полициски операции спроведени по добиена дојава за подготовка на терористички напад, соопштија извори од германските безбедносни сили. Операциите биле спроведени во Берлин, Хановер и Атендорн. При акциите полицијата уапсила двајца од четворицата најбарани алжирски државјани кои се осомничени за тероризам и поврзано со џихадистичката група Исламска држава. Светските лидери денеска се собраа на донорска конференција во Лондон на која треба да се собера 9 милиарди долари за погодените од речиси 5-годишниот конфликт. Околу 70 лидери треба да ги договорат плановите за економска и хуманитарна помош за околу 4,6 милиони сириски бегалци кои живеат во соседните земји. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека за помош на бегалците до 2018 година незината земја ќе потроши 2,6 милиарди долари. Велика Британија најави 1,75 милиарди долари помош до 2020 година, а се очекува голема помош да најави американскиот државен секретар Џон Кери. Обединетите нации ќе побараат ослободување на основачот на Викиликс Џулијан Асанж откако панелот на Обединетите нации на расправата за неговиот притвор донел одлука во негова корист. Обединетите нации таа одлука ќе објават утре. Претходно Асанж, кој повеќе од 3 години е во еквадорска амбасада, изјави дека утре ќе се предаде на британската полиција ако комисијата на Обединетите нации пресуди дека не е нелегално притворен. Времето денес беше претежно облачно со повремен локален дожд на планините и на некои повисоки места до крајот на денот и во ноќните часови врнежите преминуваа во снег. Дуваше засилен северозападен ветер. Утринските температури се движеа од -4 до 2 степени, а дневните од 3 до 11 степени. Според метеоролозите, утре ќе биде променливо облачно и студено со сончеви периоди. Ќе дува засилен, повремено силен ветер од северозападен правец, кој на моменти на повеќе места ќе достигнува брзина и до над 80 км на час. Утринските температури ќе се движат од -5 до 0 степени, а дневните од 1 до 6 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.